Новата 2026 ќе ги донесе истите пораки од Брисел за Македонија. Децидни се дел од аналитичарите. И да ги забрзаме реформите, не може да се очекува дека Европската Унија или официјална Софија ќе ги променат своите позиции, дека уставните измени се неопходни за продолжување на евроинтеграциите на земјава, вели Благојче Атанасовски. Не гледам ниту еден европски функционер да каже дека постојните услови под кои Македонија се наоѓа, тоа е дека треба да ги вметне бугарите во уставот за да ги продолжи преговорите со Европската Унија, можеби да се сменат. Немаме ни такво нагласување, таква најава или такви ветришта од официјален Брисел, уште помалку од официјална Софија, со оглед на тоа што тие влегуваат во нов циклус на парламентарни избори, влегуваат во техничка влада, потоа ќе видиме дали ќе формираат политичка влада, но ниту еден релевантен бугарски политичар од ниедна политичка партија, најмалку претседателот, дали од техничката влада, дали актуелниот премиер, не рекол дека ќе се согласи на менување на постојните услови. Атанасовски не е оптимист дека председавањето на Кипар со Советот на ЕУ ќе донесе значителни промени за евроинтегративниот пат на земјава, но посочува дека без разлика на условот за уставните измени, реформите мора да ги испорачаме. И пред 30 години се дебатирале ужасните состојби во правосудството, се дебатираат и денеска во 2026 година на почетокот на самата година, и ако продолжиме вака да се однесуваме, ќе се дебатираат и во наредните 20-30 години, односно процесот на интеграција на Македонија кон Европската Унија треба да значи всушност поттикнување и засилување на реформскиот процес, бидејќи за жал, како што покажавме, ние немаме институционален капацитет како држава и општество да ги направиме реформите кои сите граѓани толку ги очекуваат и ги посекуваат. Премиерот Мицковски вчера изјави дека периодов ќе има засилено темпо на состаноци за исполнување на реформската агенда, за до април, како што рече, да го фатиме реформскиот чекор и да бидеме најдобри во Западен Балкан. Пошто, според премиерот, ни останува да се надеваме дека Европа нема да биде заложник на билатерализација и објективно ќе ги оцени нашите реформски напори.